Уште не презентирана програмата, СДСМ ја бара довербата од бизнисот. Веројатно да не заостане од другите партии, Ковачевски се појави на состанок во Стопанската комора за да каже што ќе направи ако повторно седне на премиерското столче. Ветува капитални инвестиции во износ од 3 милиарди евра, просечна плата од 1000 евра и пари за директна помош. Иако во мандатот што им измина, имаа разединети ставови за повеќе прашања со бизнисот, како за солидарниот данок кој заврши на Уставен суд, сепак првиот човек на СДСМ вели диалогот бил на високо ниво. Не сме имали несогласувања и тоа е затоа што навистина работевме заедно. Во делот на голем број други мерки, посебно на антикризните мерки, исто така работевме заедно. Не само председателот, меѓутоа тука има и многу стручни луѓе во самата Стопанска комора, кои што се вработени овде, кои имаат големо искуство и во стопанството, дел и политичко искуство. Во последните денови од мандатот на СДСМ и ДУИ беше изгласан законот за нефер трговски практики, кој доаѓа после низа одмрзни замрзни мерки. Самиот закон вклучува листа од 2500 производи што повторно е причина за разединување на ставовите меѓу владата и бизнисот. Првиот човек на комората смета дека не треба да постои листа, туку треба да се бараат пазарни мерки. Треба да се наоѓаат други мерки за решавање на тоа прашање, што се пазарни. Затоа што кога ќе дојде до вакви мерки, тоа е прашање како и што ќе се имплементира. Значи, ние ќе учествуваме и во едните и другите, нема да бойкотираме никакви мерки, али најдобро да се имаат други мерки кои што пазарни, кои што преку стоковите резерви, преку други механизми, кои што ќе го поравнат пазарот, не да нема листа. Инаку, изминатата недела пред бизнисот и ВМРО ДПМН ги презентираше конкретните чекори што би ги презеле во економијата согласно нивната програма Платформа 1198, зашто од комората кажаа дека во најдобар дел мерките ги решаваат проблемите, а со своја програма дојдоа и од ДУИ. Азески на средбите побара економијата да биде во фокус следните 10 години, рационално трошење на буџетските средства, одговорност и транспарентност во трошењата на средствата за јавни набавки и директна поддршка на извозните активности.